Уредбата за толку малце да се купува се однесуваше на социјалните категории на луѓе кои живеа во лоши услови и колку толку да добијат имот, да можат со тоа да запишат други права, дете во школа да запишат. Значи не беше донесена наводно за големи инвеститори. Сега таа уредба се користи за големи инвеститори. И секако кога се донесуваат урбанистички планови, гледаме во нив градени желби на инвеститори. Ние тоа го викаме инвеститорски урбанизам и тој се случува секаде во Македонија и секаде на Балканот, изгледа проширено, дека се вцртува, значи не планира планерот, него инвеститорот седи до него и лови земјишта за себе. И секако има дојава од разни луѓе, од општините, од планерите, каде може да се искористи таков тип на земјиште. И сега е тоа всушност лов на државно земјиште кое може за ефтини пари да се купи. Ги прашувам инвеститорите зошто не се зафатат со сериозни делови од градот за кои што се донесени планови, а има многу сопственици. Нив тоа не им се исплати, нив им се исплати да купат 50 квадрати од некоја шупа и другото да си го дооформат до 70%. Мислам дека во моментот на инвеститорите им е поголема куповната моќ кон тие што треба да ја сменат и досега власта со ништо, значи било која власт не покажа дека сака да работи во интерес на државата и на граѓаните. Што значи тоа? Да го заштитат она што е на сите. Затоа што оваа продажба и лесно продавање на земјиште секаде едно прави урбан хаос, друго не остава стварно простор за ништо друго. Тие нови жители што ќе се вселат во тие нови згради, па и тие што се деловни згради, тие утре не можат да излезат од зграда, не можат основните потреби своји да ги остварат. Така да не е планирањето, ајде сега ќе градиме секаде. Планирањето подразбира многу повеќе работи од само обезбедување простор стамбен или деловен.